Социјално предприемништво е надеж за екзистенција на социјално загрозените граѓани. Креирањето на можности за обезбедување на нивна екзистенција е императив за локалната самоуправа. Затоа поддршката е неминовна, изјави денеска градоначалникот на Штип Иван Јорданов. Ние како локална самоуправа се обврзуваме да дадеме целосна поддршка на развојот на социјалното предприемништво, на поддршката на социјалните предпријатија преку граѓанскиот сектор, но исто така институционална поддршка се со цел анимирање и вклучување на оваа категорија на наши сограѓани кои што имаат потешкоти во функционирањето за да дадат допринос во општеството, не само во општина Штип, туку во целиот регион. Со што ќе се помага инклузијата на оваа категорија граѓани од источниот плански регион. Еден од двигателите на оваа иницијатива. Во периодот што следува, исто така ќе даваме директна менторска поддршка за развој и поддршка на овие предпријатија за алоцирање на средства. Веќе во регионот го имаме и првиот лиценциран социјален ментор. Од неодамна се отвори првиот младински хаб за поддршка на социјалното предприемништво за младите. За поефективно практикување на истата се користат искуства од Европската унија, особено Полска. And there are four important elements of this strategy. Има 4 главни компоненти на оваа стратегија: легислатива, структура на социјална за поддршка на социјални предпријатија, финансиски инструменти and education. И едукација, промоција и едукација на социјално предприемништво. Досегашните искуства од младите социјални предприемачи од источниот регион само се надградба за успешно спроведување на практиките за екзистенцијално обезбедување на овие луѓе. Ако човек напорно се вложи во ова што ми замислил да го работи во текот на овој период од годината, мислам дека ако се доволно посвети, дека има реално да живее за време на цела година. Како невладините организации ќе може да ја обезбедат економската вклученост во оваа иницијатива? Формирање на некој начин непрофитни фирми, компании, преку кои што маргинализираните групи и лица ќе добиваат можности за вработување, а исто така ќе добиваат и можност самите организации да се самофинансираат. За таа цел, денеска на повеќе од 20 штандови на Штипскиот градски плоштад се одржа првиот од планираните неколку саеми за социјално предприемништво во организација на Источниот плански регион и Штипската локална самоуправа.